Здраво дички и добре дојдовте на мојот канал. Притиснете лайк доколку ви се допадна ова видео и не заборавајте да притиснете subscribe за да ги гледате сите наредни видеа. Сега сакам да продолжам онаму каде што застанав во минатото видео. Ви ветив дека ќе ги споделам финтите и практиките кои што ги користев во забрзување на развојот на говорот. Искрено, не знам колку од развојот се должи на овие финти кои што ги испробав. Како што кажува во претходното видео, кое што ако го немате гледано можете да го најдете долу во описот на ова видео. Значи, како што раскажав таму, се инспирирав од едни информации што ги читав во врска со развојот на мозокот на децата. Наводно, при некои нови истражувања е докажано дека развојот на говорот кај децата се формира многу пред да се манифестира, односно во периодот од 6 до 12 месец децата го абсорбираат целиот говор, при што негативни резултати има говор на екран, на радио, нели на мобилен, а позитивни резултати дава говор во живо, обраќање директно кон детето или говор меѓу двајца возрастни додека детето е во нивно присуство. Така што буквално ова го искористив за да се утепам од зборење во присуство на ќерка ми. И кога го имам и кога го немам нејзиното внимание, што морам да ви кажам дека е трик, бидејќи денеска кога таа знае да одговори на еден куп прашања и кога мислам дека го немам нејзиното внимание, значи на пример да се зборам на телефон и одеднаш да прашам како вика кучето, она од другиот крај на собата ќе каже аф, што значи дека сега на возраст од околу 15 месеци она постојано го следи целиот говор на луѓето што се околу неја. Значи, за да зборувате толку многу во текот на еден ден, покрај тоа што треба да го надминете физичкото исцрпување и емоционалното исцрпување што толку разговор го прави, треба да се навикнете на фактот дека се зборувате сами со себе и дека работите што ги зборувате некогаш сте толку уморни што не можете да мислите што ќе кажете, па кажувате глупости, што е сосем во ред бидејќи нели да слуша детето што не ве разбира. Но како и да треба да се навикнете дека не се што ќе кажете мора да има смисла. Уште еден фасцинантен податок кој што го прочитав е дека во овој период во мозокот на децата се прават над 800 невронски конекции во секунда. Тоа е како постојано пецкање на огномет од струја внатре во главата на децата. Предпоставувам дека токму со ова е поврзано тоа општо внимание на целата околина, бидејќи нели во тој период децата учат за се околу се, учат за светот и за разлика од времето кога учењето од книга нели ќе бара посебен екстра напор и фокус за да се постигне нели нешто за тоа учење, во оваа рана возраст едноставно целото време на будност е едно големо учење. Првата техника, која што многу ми помогна да имам теми за зборување, беше опишување на се што правам. Значи, ако го седнам детето да ме гледа како подготвувам ручек, почнувам со објаснување. Ова е кромид, кромидот е жолт, има многу слоеви, почнувам да пеам песна типот на кромидот има кошули 300 или нешто адаптирано. Сега мама го лупи кромидот, го лупам со нож. Ножот е многу остар, може да се пресечеме, деца не фаќаат нож, само мами фаќаат нож. После го сичкам кромидот, после мама ќе излупиме морковче, морковче е многу убаво. Кој јаде морковче? Зајчето јаде морковче. Значи, до сега во една минута мислам дека опфатив еден многу широк спектар на зборови. Опфатив и правила, и глаголи, и именки, и цели теми, така? Значи, еднаш кога ќе се ставите во тој мод на зборување, на опишување на околината, мислам дека не ни размислувам многу за темите, само ги кажувам првите асоциации што ми доаѓаат на памет од она што претходно сум го кажала. Опишување со гледање. Значи, например, доколку седиме и не правиме ништо, си седиме на кревет и до нас има перниче или мече.
Го земаме мечето и почнуваме да го опишуваме. Ова е мече, како вика мечето, гр. Има рачиња, има ноџиња, има прстиња на ноџињата, има срце на мечето, има очи, едно око, две очи, око во еднина, две очи во множина. Има уста, бебето има уста, ева гувцето на мечето, можеме да го протриеме да видиме дека е кадифено, ева гувцето на бебето, можеме да го протриеме да видиме дека не е кадифено. Сакам да кажам, и обичен еден предмет може да ви даде многу теми за разговор со вашето бебе, кое што само абсорбира во текот на тој разговор. Откако бебето ќе почне да се движи, нема да му биде интересно само да седи и да гледа, можете да направите импровизирани играчки од различни предмети. Една од нашите омилени, значи на некоја масичка или на моето колено кога седам доле на земја, подпиравме долгнавеста кутија, може и послужавник или даска, нешто лесно нормално, но со некоја долгнавеста и доволно долга форма. Значи го подпирате под агол како да е лизгалка и земате ситни предмети кои што може да се лизгаат по лизгалката. Едни од најинтересните беа гибринцата, мислам стуткани хартии, значи стуткана светкава хартија, стуткан алуминиум, стуткан бел лист хартија, стуткан целофан, значи во форма на топчиња. И кога ќе поставите подлогата за лизгање на место, го објаснувате предметот. Тука имате неколку реченици во кои што ги објаснувате својствата на предметот, дали шушка, какво е, дали е меко, дали е мече, дали е шатче, дали е пластично, дали. Значи го објаснувате предметот. Имате сигурно барем 5-6 реченици да покриете. После тоа објаснувате каде е, значи он се наоѓа горе, на врвот на лизгалката. И дајаат глаголите поред. Што прави? Се качува, може да се качува по лизгалката, може да се качува од страна на лизгалката, така. Седнува, се спушта, оди оп надоле и сега тука ако го пуштиме предметот во зависност од формата и тежината на предметот, тој природно ќе се лизне. И тоа е всушност најинтересниот елемент за детето, бидејќи во сето ова зборење тоа полека го губи фокусот и интересот за таа игра и доаѓа моментот каде што се случува движењето, значи играчката сама се лизга, има некоја динамика, го добиваме повторно назад неговото целосно внимание. И доколку детето се движи, можеме да го замолиме да го подигне предметот таму, да не го подаде, да му кажеме благодарам. И тука учиме нели зборови кои што се од една друга тема. И можеме да продолжиме со истиот предмет доколку тоа му е интересно на детето, можеме да го замениме или да го ставиме на страна тој предмет, да го земаме следниот од низата доколку сака да гледа различни предмети. Во секој случај ова е игра што може да потрае барем половина час и да биде интересна, а ќе ви овозможи константно разменување зборови со детето. Ви благодарам многу на вниманието. Не заборавајте да го лајкнете ова видео и да се сабскрајбнете на каналот и да пишете во коментар доколку сакате да гледате уште вакви видеа.